И покрај се погласните и пооптимистични најави на власта, граѓаните и понатаму се скептични за автопатот Кичево-Охрид дека за година и пол од сега ќе биде целосно изграден. Се жала дека возењето на овој патен правец е вистинско измачување, необележан или неадекватно обележан коловоз, дупки на секој чекор, неосветлене, а и на многу точки не се поставени табли со известување за градежни активности, велат граѓаните. Катастрофално. Тоа е све катастрофа по патот. До пресека е све дупки, одовде навака, лево, десно, све изнаредено, како се викаат овие ступчиња. Тоа, до болница овде вака и назад се враќа сега и тоа. Не е безбедно? И како може да биде безбедно, одма ти дават да вртиш она како се викат, не полукружно, под 45 степени таму. Катастрофа како да е. Јас патувам скоро секој втори ден, трети ден, лудница. Не обележено денес, од овде се врви, утре вамо или во денот 2 пати, 3 пати се менуваат. Осака. Мислите дека до крајот на 2026 ќе се направи? Не, шанси. Шанси нема до 30, ако го направат пак е добро. Како што се работи вака. На терен работите се придвижуваат. Во моментов најфреквентно е пред влезот на Охрид, каде дел од трасата во должина од 40 км или од Врбјани до Охрид до почетокот на јули месец ќе треба да биде пуштена во функција. Вака во моментов изгледа клучката подмолја од автопатот во изградба Кичево-Охрид. На терен се гледа голема градежна офанзива, а најавите и понатаму остануваат истите, дека целосната траса од 57 км, која што се гради цела една деценија, ќе биде завршена до крајот на 2026 година. Динамиката на градењето периодов ја диктираат временските услови, но големи отстапки нема да има, вели министерот за транспорт Николовски. Како што реков, крајот на јуни, најдоцна почетокот на јули, ќе го отвориме потекот од Врбјани до Охрид со еден прекин кај Ботон. Децениската изградба на оваа траса го зголеми бројот на сообраќајки изминативе години, а незината доизградба е клучна првенствено за безбедноста на граѓаните, па потоа и за индустрискиот развој на регионот. Истиот државата досега ја чини околу 600 милиони евра.